авторите зборуваат за пропис за водата која е помешана со чиста материја, како на пример сапунот или лисја или нешто друго слично, ама е чиста материја. Сега, ако се мешат водата на пример со чиста материја, како што е сапунот или пак лисјата или пак нешто друго, ама значи не навладее сапунот. Значи не се прави целата вода сапун. Кога ќе го гледаш од далеку, ако те прашувам јас ќе велиш што е ова, ако те прашувам ќе велиш ти што ќе речиш? Сапун или шампон. Тогаш со шампонот дали е дозволено да се отстрануваат безабдесната состојба? Што кажавме? Дозволено или не е дозволено? Не е дозволено. Овде зашто е дозволено и се рачунви чиста ова вода? Што е мешана со сапун или со лисја или со нешто друго или со парфем, како што е дојдено во хадисот. Зашто? Со чиста материја. Не е само со чиста материја да, ама и остан вид вода пак. Ако те прашам што е ова, ќе речеш вода, само што тука имат малце мирис или имат нешто сменато мало. Значи немат навладено тоа нешто на водата и ова се рачун вид како чиста вода и е дозволено да се отстрануваат безабдесната состојба. Била тоа мала безабдесна состојба или пак голема безабдесна состојба како што е џунублокот и понатаму е објаснато во претходниот дерс и од доказот го земиме од ајетот, зашто Аллах субханаху ва таала вели, што вели фе илем теџиду маен, ако не најдите вода. И водата овде е дојдено општено. Значи не е начленувана. Значи што значи, зашто ако идеше со елифот и ламот, фе илем теџиду лмаа, овде ќе алудираше само водата што е останата така како што Аллах субханаху ва таала ја има створена, чиста, без да се мешат со ништо, без лисја, без сапун, тогаш ќе требаше само чиста вода. Ако не најдеш, тогаш ќе требаше да земиме тејемум. Значи не смееше да се употреби вода што е мешана со чиста материја. И хадисот на пратеникот салаллаху алейхи селем кога му умре ќерка му Зејнеб. Пратеникот салаллаху алейхи селем рече што миејте ја 2 пати, 3 пати, 4 пати или 5 пати или повеќе ако имат потреба, па после што да правите тука? Што велит? Измите ја со вода и мирис, а на крајот ставете и камфур или нешто од него. Камфур е мирис, парфем. Значи ова е доказот зашто некои од учењаците велит ако водата се меша со нешто, значи тоа не смет да се употреби за да се отстрануваат безабдесната состојба. И ова е помислењето на мнозинството на учењаците, зашто кажавме дека тие го делет како ја делет водата 3 видови. Чиста, вонејзе и ги чисти и другите. Чиста вонејзе не е дозволено да се употреби за да се чистат другите, да ја отстрануваат безабдесната состојба и нечиста вода. Значи овие се врстите на вода. Овде е меселето на пример човекот порано ова претходно се зборови за претходно повеќе, затоа што тие нема е како ние денеска чешми, тушови и слично нешто на тоа што е модерно денеска. Порано нема е. Порано што треба да прави тие? Собере водата во некој казан или во нешто и од тука после земале или абдест или пак земале гусул. Сега овде авторите или учењаците зборуваат за меселето ако човекот ја употреби таа вода. Како на пример за абдес. Земвид абдес. Сега тој при земање на абдес, додека земат абдес, ги ставит рацете во вода за да земит абдес или пак е џунуб. И сака да ја отстранви, да се тушира, да го отстранви џунублокот. И сега ги ставит рацете за да земвит од водата. Сега водата што останви тука. Кој е прописот на таа вода? Останви чиста или нечиста вода? Овде за ова е меселето. Водата што е употребена сега за абдес или пак за гусул, отказано што има земано абдес или пак гусул, жената или мажот. Кој е прописот? Според најточното мислење, водата останата тука е чиста. Ако едниот, например, мажот го имат употребено таа вода за гусул.
имат завршено мажот, сега сака жената да ја отстрануваат без абдесната состојба, гусул да земат. Дали е дозволено таја да земите од таја вода, пошто сега таа вода е употребана? Остан вид чиста или остан вид чиста во нејзе, не смеј да се чистат другите, или пак таа е нечиста вода? Остан вид, според најточното мислење, остан вид чиста. Значи дозволено е после жената да земат или да се тушират од таа вода. Исто и мажот смеет да се тушират или да ја отстранат без абдесната состојба со водата што ја имат употребено кој? Жената во гусул. Или пак дозволено е да ја употребат заедно таа вода, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем се имат туширано или имат направено гусул заедно со неговите супруги, со Аиша, со Уму Салеме и така со другите жени што ги имаше пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Значи водата што е употребена за абдес или за гусул и нормално дека ти кога ја употребиш таа вода, додека е казано близу до тебе, ќе капет од капките од водата. Или пак водата што тече од делата на абдесот. Овде имаме хадис дека асхабите брза е кој да ги чекаат капките што тече од делата на абдесот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Па ако се рачунвеше употребената вода нечиста, пратеникот салаллаху алейхи ве селем не може да им дозволи тие да ја собере таа вода после тие да се мијат или пак да земаат абдес со тоа вода. Јасно? Освен како што велит учењаците, ако се мен вид на пример при употреба на тоа вода, се мен вид на пример мирисот на лошо, или пак се смен вид бојата, или пак вкусот на таа вода, тогаш таа вода не е дозволено да се употребат за отстранување на безабдесната состојба. Според најточното мислење на учењаците, ова е иџма, затоа што учењаците велат ако смен вид водата вкус или мирис или боја, таа вода се рачун вид нечиста. Добро, таа вода се рачун вид нечиста. Па ако водата стои само, ова ја повториме истото меселе. Ако стои и зем вид мирис водата, полниш вода во еден казан и оставиш 3 дена надвор. И после водата мирисат, или во цревата што пиеме ние вода сега, мирисат водата. Таа вода чиста се рачун или нечиста? Кој го знае сега дефиницијата? Кој ја знае дефиницијата на водата нечиста, знае како да одговори. Значи, ако водата се меша со нечиста материја, па мен вид, вкус, боја или мирис, тогаш се рачун вид нечиста. Ако мен вид, боја, вкус или мирис со чиста материја, тогаш и овие чисти материи не навладат на тоа. Затоа што мојот сапунот е чиста материја, ама мој да навлади на тоа, тој останви чист во него, ама не сме да ја останви без абдесната состојба кај другите. Јасно ова меселе? Зашто ќе се прашите после, ќе има тест. Сега јасно е, ама после не само за тестот, него да се спреми, него да знаеш да ја сватиш меселето на фикот е битно, затоа што ние денеска имаме туш, така? Ама имаат места во Африка, немаат туш. Немаат вакви купатили што имаме ние денеска. И тие уште ги употребат овие садови, оне работи. Водата е полна со казани, треба да знаеш прописот, зашто мојта Аллах субхану тааля да не искушуваат во иднината, не знаеме ние што ќе дојде, Аллах никогаш да не искушуваат, ама после мој да не искушува понатаму и не знаеме сега водата остан вид во сонце, што да правиме, чиста е, менвил мирис, не мен, дали сме да земам абдес, не сме, треба овие прописи да се разбере тубо, затоа е битно да се научат со ред. Затоа учењаците почетат кај водата, зашто ти треба да клањаш Аллаху акбар намаз, а услов на намазот што е? Абдесот, чистотијата, мора да имаш да си чист. Со што да се чистиме? Два вида имавме. Која? Вода, второ, ако не најдиме вода, што? Земја, не сапун. Мирис, шампон, сок, кола-кола, фанта. Абе чиста е вода и таа вода има надр. Да, имат водата е чиста материја, ама не смеш да земиш абдес со кола-кола. Не смеш да земиш абдес со пепси, со фанта и другите видови на сокови.
Јасно? Добро, сега овде зборвиме за човекот. Зашто после ќе дојме за животните. Ќе објасни за животните. Сега водата, например, на една чаша или на еден казан или на еден букал или на што сакаш кажи, пиет човекот. Ја креват чашата и пиет. Без разлика вели, дали е муслиман, дали не е муслиман, дали е жена во месечниот циклус. Без обзир, човекот, ако пиет вода, водата што останви после во чашата се смета за чиста вода и човекот мој да пиет слободно од таа вода затоа што се рачунува како чиста вода. Исто мој да земе абдес со таа вода што е останата во тој букал или без разлика, затоа што доказите што ни се дојдени дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели на вистина верникот не е нечист. Ова се однесува кога Ебу Хурейра радијаллаху таала анху се сретна еднаш со пратеникот салаллаху алейхи ве селем на пат. И Ебу Хурейра беше џунуб, не беше чист. И само што го виде на пратеникот салаллаху алейхи ве селем се скрил. Заминал и се скрил. После пратеникот салаллаху алейхи ве селем му рече Ебу Хурейра каде отиде, зашто се скрил така, зашто замина. Рече бев ја Расулуллах нечист. Бев џунуб. Тогаш пратеникот салаллаху алейхи ве селем му рече о Ебу Хурейра, дали ти не знаеш дека верникот не е нечист, не стан вид нечист. Некогаш. Тоа е нешто што Аллах субхана таала има даено тој пропис, ама човекот остан вид чист. Пак, само тоа е приклањање на вршење на ибадет, мора да си чист, значи да ја острануваш без абдесната состојба. Исто Аиша радијаллаху таала анха се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем пиел вода од местото каде што таја пиела, додека таја беше во месечен циклус. Затоа што имам кажано дека евреите како ја рачунвае жените во месечниот циклус. Не спие до ними, не само што со ними дека е забрането, не спие со ними, него што прави? И брка и од куќите надвор да спиет како му направи некое место вака, како колиба, како нешто вака, да спие тука, ја рачунвае жената во месечниот циклус како животно и полошо. Затоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем да му каже дека ние жената, иако е станвид во месечниот циклус, не значи дека таја е скроз нечиста сегде, во рацете, во лицето и во другите дела на телото. Јасно? После сега ќе зборуваме за прописот ако пиет животните. Животните пиет на некој казан или на некој нешто или некоја чаша пиет вода. Сега, овде ќе зборуваме за животните што му се јадит месото. Ако остане водата после дали му се јајт месото, например како кравата, кокошката и све друго, јагне, све што му се јајт месото, кој е прописот на водата ако пие тие на едно место и остане водата другата, дали сме да пиеме ние или дали сме да ја употребиме за да ја острануваме без абдесната состојба, јасно? Диви животни и пак или пак домашни животни, водата што пие тие во тој казан или во тој сад или било што е тоа, водата што останви тука, останви чиста прописот. Јасно? Сега ќе зборви за ако пиет кучето или пак свињата. Ако пиет куче или свиња вода негде во некој казан или нешто, водата ако лижни, значи натре, не само ја доближит главата, ништо не лижит, не пиет ништо, водата остане чиста. Ама ако лижит натре, свињата или кучето, значи таа вода остан вид нечиста и не сме да се острануваат без абдесната состојба. Јасно? Доказот, хадисот на Ебу Хурейре, што пегамбер салаллаху алейхи ве селем рекол, за да биде чист садот од кој лижнало кучето, треба да се измие 7 пати, првиот пат со земја. Значи ова е едно битно меселе исто, дека садот кај што лижнало кучето или свињата, кучето претежно, за свињата не се спомнит, него за кучето, дека за да се измие тој сад или тој казан или тоа, треба да се
мијет колку 7 пати. Првиот пат со земја. Или пак учењаците сега велат тоа што е слично на тие. Например, како хемикалите што се јаки, што ги чистат овие, значи микробите, бактериите, според некои учењаци е дозволено да се употреби наместо на земјата. Јасно? Затоа што ако лижнит, кажавме и претходниот ден, ако лижнит куќето во ламинат, ќе дојдеш со казани со вода и ќе му пуштиш тревото на ламинатот на паркетот, так тревото и паркетот горе, надвор целиот, не. Значи ќе го прсниш со нешто хемикал и ќе го бришиш после со крпа и ќе се отстрануваат. Тоа и ова меселе имат многу хилаф меѓу учењаците. Да, после доказа нечистотата на водениот останок од свињата и фактот дека свињата е нечиста, грозна валкана, бидејќи Аллах субханаху ва таала рекол فإنه رجس, па навистина тоа, значи свинското месо е нечисто. Значи ова е што се однесуваат за водите и за чистотијата. Јасно до овде? Прописи за водите и чистотата, овие се до овде. Накратко, значи ние кажавме дека ово е фик, олесниот фик. Не влегвиме во детали, не влегвиме во двомислења, тримислења на учењаците, зашто ако почнеме така, уште ќе требаше да објасниме и да пишите на овие месели. Значи Аллаху алем, значи човекот што се придржава кон овие, доволно му е да знаат овие месели, иншалла нема да има грев и нема да падне во грев.